Почитувани присутни, почитувана комесарке за дигитална економија и општество, европска комесарке Марија Габриел и наш добар пријател. Почитувани министри од соседните земји од регионот, министер од Грција е денеска овде, министерот од Црна Гора, но исто така представниците на министерствата од другите земји од Западен Балкан, заменици министри, државни секретари и други представници, добре дојдовте овде во Северна Македонија. Почитуван министер наш за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, почитуван директор на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски, почитуван ректоре, почитувани декани од Универзитетот Кирил и Методи, драги гости. Најнапред, дозволете ми на самиот почеток да се заблагодарам на комесарката за дигитална економија и општество Марија Габриел за континуираните напори и поддршката на нашата земја, како и за незиното присуство денеска на овој значаен и важен настан на местото каде што ќе никне новиот научно-технолошки парк. Очекувам и не се сомневам дека научно-технолошкиот парк ќе прерасне во место каде граѓаните ќе развиваат нови вештини, ќе се раѓаат нови идеи, ќе се креираат нови важни иновации и изуми. Некои млади луѓе тука ќе започнат и нови стартап бизниси. Со еден збор ќе се трасира патот на нашиот развој, патот кон напредокот и дигиталната револуција. Денешниот настан е потврда дека нашата европска иднина е се поизвестна покрај нашето полноправно членство во НАТО. За младите луѓе да имаат услови за добра работа и животен стандард кој ќе биде доволно квалитетен да им овозможи да живеат овде, во нашата убава земја. На патот кон Европската Унија не одиме сами. Тука заедно сите 6 економии од Западниот Балкан со поддршка од Европската комисија го газиме овој пат. Во рамките на Берлинскиот процес беше развиен и повеќегодишен акционен план за создавање регионална економска област во Западен Балкан. Планот ја истакнува дигиталната интеграција на земјите од Западниот Балкан како една од 4 клучни компоненти за економската интеграција на регионот. Активностите од оваа компонента ќе придонесат кон интегрирање на регионот во паневропскиот дигитален пазар, и тоа преку дигитална трансформација, подобрена дигитална инфраструктура, зајакната регулаторна рамка, како и преку подобрување на дигиталните вештини на луѓето. Во овој процес очекуваме да продолжи поддршката од Европската Унија преку различни инструменти и програми. За Република Северна Македонија ова е исклучително важен момент во кој го фокусираме погледот далеку кон иднината, кон совладување и усовршување нови процеси на дигитализација, кои ќе бидат основа за креирање на нови работни места, нови вештини и нови бизнис модели. Предприемачкиот дух и иновациите го движат светот. Република Северна Македонија и нема друг избор, освен да чекори напред и да ги следи новите модерни трендови на дигитално поврзување и трансформација. Владата, заедно со академската заедница и бизнисите, ги обединуваат своите напори во овој научно-технолошки парк за да им го отворат патот на младите луѓе, патот на нивниот успех. Очекувам и знам дека професорите напорно ќе работат со младите студенти и ќе им помагаат во освојувањето на новите знаења и ќе го поттикнуваат предприемачкиот дух и иновативноста. Остануваме посветени заедно со Фондот за технолошки развој и иновации да ги помагаме иновативните идеи и нивната бизнис реализација. Со Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за образование и наука и труд и социјала ќе продолжиме да работиме на поттикнување и развој на дигиталните вештини кај младите луѓе. На самиот крај, дозволете ми уште еднаш да посакам успешна реализација на проектот за изградба на научно-технолошкиот парк и очекувам одовде да произлегуваат многу успешни бизнис идеи, стартапи и иновативни проекти кои ќе ја збогатуваат нашата економија и секојдневие. Ви благодарам на поддршката на сите и нека е со среќа почетокот на овој научно-технолошки парк. Благодарам.